Добар ден! Еве не со Лигата на шампионите, сезона 22-23 година. Осмина финале, фудбалското сито станува се по-густо. Тука пред нас се 16 најдобри, кои годинава ќе се борат за освојување на пехарот во големото финале, традиционалното финале кое се игра крајот на мај, почетокот на јуни. Лигата на шампионите е една убава, голема традиција, дел од семејството на Скок, една плејада на новинари, да не речем предводени од мене, имале привилегија да присуствуваат и да известуваат од голем број на финалења на Лига на шампиони. И во таа насока, ете се обидуваме и се трудиме да продолжиме таа традиција и годинава, кога реков за неколку дена пред нас се осмена финалните дуели. Секакош лак на годинашната Лига на шампиони, односно на осмена финалето, се двата дуели во кои ќе се судрат на вистина гиганти на европскиот фудбал. Зборуваме за надпреварите Пари Сен-Жермен и Бајер Мюнхен, односно Реал Мадрид и Ливерпул. Некако се чини дека тука ќе се бараат и претендентите, оние најсериозните кои можат да влезат во оваа трка во финалето. Од тој аспект неколку минути за историографијата, за она што сме биле делови од оваа Лига шампиони, една богата, да кажам, библиотека кога го прашање Лигата шампионите, овде е прилогот од сезоната 2003-2004 година со сите историографски факти, со надпреварите, со имињата на фудбалерите, со сите чинители. Ова се едни добри, убави брошури кои останале вака сочувани во архивата на Скок. Тука се и преостанатите, да кажам, сезона 2006-2007 од Лигата на шампионите, каде што сме биле присутни и сме известувале, зборуваме за финалето во Атина 2007 година. Но она што е најинтересно, она што навистина побудува внимание и секако еден респект, тоа е финалето 2005 година во Истанбул, каде што кое што е официјално прогласено за највозбудливо финале во Лигата на шампионите. Значи, зборуваме за финалето во Истанбул, овој прекрасен транспарент гол го носиме од Истанбул 2005 година, кога во првото полувреме Милан, предводен од Карло Анчелоти, водеше со 3:0, за да на полувремето во, условно кажано, збодарените англиски навивачи ги тресеат трибините на стадионот во Истанбул, буквално зад грабовите на нас, спортските новинари, акредитирани за тој надпревар, и го скандира името на Рафа Бенитес. Во второто полувреме гледавме неколку влегувања на брзата помош на самиот стадион. Ова е Форд, дестинација Форд, тогашен спонзор на Лигата на шампионите. Овде десно е логото на Лигата на шампионите од Истанбул. И во вторите 45 изворедни минути Ливерпул постигна 3 голови, резултатот беше изедначен на 3:3 и по изведување на пеналите пехарот отпатува на островото во градот на бебињата во Ливерпул, каде што беше небесна радост. И овој надпревар наистина е еден од плејадата надпревари што сме гледали од светските фудбалски првенства и од европските, од Лигата на шампионите. Еден фантастичен надпревар кој никогаш не се заборава. Имавме среќа и бевме сведоци 2 години подоцна, 2007 година, да бидеме на стадионот во Атина. Еве го тоа финале, Атина финале 2007 година, кога се сретнаа повторно истите актери, еден убав спомен. Спортската мајчка, вакви мајчки имаме неколку во нашата, да кажам, архива на гардероба, архива од овие. Значи во Атина
истите актери, Ливерпул и Милан, овој пат истите тренери, еве брошурата на прекрасно издание од 2007 година. Овој пат среќата беше наставена на италијанците и Карло Анчелоти кои успеа да се реваншира и победија со 2:1. Се ведеа многу финалиња, овде е финалето 2008 во Москва, за ова ќе следува специјална приказна како екипата на Скок истиот ден за време на надпреварот тргна од Скопје преку Белград до Москва, стигна благодарејќи на нашите пријатели портпаролите од УЕФА и успеавме да го гледаме финалето Манчестер Юнајтед Челси. Ова го носиме од таму. За секој овој надпревар ќе има по една добра приказка. Овде е финалето 2008 година, не 2009 година се извинувам, во Рим. Барселона, Манчестер Юнајтед со едни славни фудбалери. Сите овие работи се тука добро споковани до нас стојат и еве се подсетуваме, ќе имаме неколку емисии во продолжение кога е во прашање Лигата шампионите, па дори она наше присуство 2010 година на Сантјаго Бернабе кога нашиот Горан Пандев со Интер предводен од Жозе Моринјо ја освои Лигата на шампионите, еден фантастичен надпревар. Малку да се пофалиме во целата таа низа сме били на финале на Лига шампиони во жени. Тоа е значи надпреварот меѓу Лион и Барселона, кој се одигра во Будимпешта 2019 година. Бевме таму за да гледаме нашата Наташа Андонова која играше за Барселона. Тоа е малку дел од ова историографија, од ова CV на спортскиот магазин Скок, да не речем моје лично CV, и делот кој ја продуцира и ја прави ова пета димензија на Лигата на шампионите и со кого исто така ќе продолжиме понатаму да ги продуцираме овие меморија, сеќавање од сите наши присуства на отприлика 20 на можеби финалите на Лига на шампиони. Ги имаме и точно. Да се вратиме на оно што е актуелно на актуелната Лига на шампионите. Рековме два мега дуели во осмина финалето Ливерпул и Реал Мадрид, односно Парис Сен-Жермен Бајерн Мюнхен. Не е дека сега Интер, да речем Борусија Дортмунд е помалку интересно, помалку важно, но сепак нели имињата, составот на екипите, тренерите си го прават своето. Лајпциг Манчестер Сити исто така еден интересен дуел. Милан Тотенхем, Милан е така во некоја, би рекол, променлива форма, блесава форма. Тотенхем исто така не игра баш најдобро, меѓутоа е доста цврст, апсолутно неизвестен дуел меѓу овие два тима. Клуб Бриж Бенфика кој краси ова осмина финале, Ајнтрахт Франкфурт Наполи. Знаеме Наполи е во извонредна надпреварувачка серија, нашиот Хели Фелмас прави фудбалски чуда, се радуваме и се гордееме со тоа. Да не кажам го чекаме денот кога ќе го подигне пехарот и освоеното калчо во Италија како фудбалер на Наполи. Посакуваме Наполи да помине осмина финале, доли што подалеку, да не речам зошто да не, Наполи има квалитет и една еуфорија, позитивна игра да стигне до самото финале и би се радувале ако имаме чест, можност, среќа, задоволство, да не речам сите овие компоненти за да го гледаме нашиот Елмас и неговиот Наполи во ова големо финале. Мислам дека сепак најинтересно во овие термини, вторник, среда, кои ни доаѓаат за некој ден и за 7 дена наредниот вторник и среда кога се играат другите дуели од Лигата на шампионите, сепак најинтересен, некако најпровокативен, најбоцкав надпревар кога е во прашање сето оно што се случува е надпреварот меѓу Ливерпул и Реал Мадрид. Значи, најновите вести велат дека Карло Анчелоти успеа да го амортизира негативното негово лично салдо како менаџер, како тренер, како креатор на овој Реал Мадрид со освојувањето на титулата клубски првак неодамна заврши на превари Мороко. Анчелоти се стабилизира во неговата тренерска фотелја и Флорентино Перес сега помалку го има со оној тивок или отворен
отворен притисок врз гениалниот фудбалски стратег и мајстор Карло Анчелоти. Но, како убава бомба, па не од ведро небо, оние кои следат и може би очекуваат дека Карло Анчелоти веќе почна да се споменува како селектор на Бразил. Понуда игра која треба да се следи, тоа е која навистина Дон Карло Анчелоти ја заслужува и мислам дека е предизвик за него во секој случај да седне на тоа селекторско позиција. Меѓутоа, во тој контекст доаѓа дуел со Ливерпул, каде што пак Јерген Клоп е во можеби најнезавидна, не можеби, гледано резултатски, во најлошата серија, најнезавидна ситуација од како е начело на Ливерпул. Тоа са години наназад, освои со Ливерпул, нели, титулата европски првак 2019 во Мадрид, скок имаше свој новинар, своја акредитација и на стадионот на Атлетико Мадрид, славниот Ванда Метрополитано. Интересно е да се види овој како ќе помине Ливерпул на овој дуел со Реал Мадрид, со оглед дека тешко му оди, а од друга страна успехот на Реал Мадрид и клубската титула е веќе нешто подобро. На дуелот од другите гиганти, Парис Сен-Жермен и Бајер Минхен, исто така дознавме од германските медиуми, од нашите пријатели со кои сме оделе по мундијалите од Германија, дека во совикувалната на Бајер Минхен, односно како пишуваат па и локалните германски медиуми, поголемите, регионалните, да не речам оние кои прават бум вести за германскиот фудбал, велат дека во Бајер Минхен ситуацијата не е баш најсјајна, кога е во прашање на трешната атмосфера и оној тонус во совикувалната на баварците. Дали сето тоа ќе се испела до овој дуел, дали ќе успеат пиар мајсторите на баварски гигант сето тоа да го стават под тепих и да излезат подготвени психолошки, физички, умствено, идеолошки, да не речем и тактички во дуелот во осмина финале, тоа останува да видиме. Реков и другите дуели се тука, ќе ги следиме: Ајнтрахт Франкфурт Наполи, Борусија Дортмунд Челси, Клуб Бриж Бенфика, Лајпциг Манчестер Сити, отприлика тоа е Милан Тотенхем. Тука е кремот на европскиот фудбал, тоа се клубовите кои се тука, кои ќе ни предизвикаат фудбалски адреналин, кои ќе ги следиме. Нормално, за некои ќе навиваме повеќе, за други помалку, меѓутоа уживањето е тука наше заедничко и традицијата на неделниот спортски магазин Скок, мојата лична традиција во кога се опрашање финалињата, и реков на другиот дел од екипата на Скок кои биле присутни на голем дел од овие финалиња, продолжува. Тука сме со вас со новиот циклус на Лигата на шампионите, да се слушаме, да се гледаме, да коментираме, да ги слушнеме и вашите видувања, коментари, желби, да не речем и прогнози. Следете го мојот YouTube канал Мијалче Дургутов. Преплатете се, погледнете ги минатите содржини, гледате ги оние кои доваѓаат. Ние одиме понатаму со логото на Скок од 1991 година.